Благодарам, господине Джафери. Прво да изразам огромно жалење за дефицит на интерес за дебата, било преку процедурални финти денеска, било преку непријавување ниту еден колега за дискусија од власта, што за нас, а и за граѓаните, е јасен показател кој како се чувствува во поглед на предлогот. Господине Заев, зошто најавивте реконструкција на владата? Вие најавивте реконструкција на владата на среде избори помеѓу двата круга, кога ја најавивте онаа фамозна метла, заради тоа што министрите биле арогантни и функционерите биле недостапни, не кревале телефон, не исполнувале обврска и вие превземавте обврска пред граѓаните, пред вториот круг, дека тоа ќе го средите. Не испорачале резултати, вие сами ги набројувавте причините. За денеска да сватиме дека главна причина за ароганција на министрите, за потврлување со капиталните трошоци, за некревање телефон, не исполнување на очекувања во државата биле само министерот Тевдовски и министерот Шапуриќ. Како да живееме во некои паралелни светови. Скандалите со непотизам, за Тевдовски не сме слушнале скандал со непотизам. За Шапуриќ не сме слушнале скандал со непотизам. Но за оние десетици министри за кои што слушнавме, нема никаква реакција. Дали извадивте, еднаш ветивте, дека ќе извадите евиденција во кои министерства какви тендери се случувале и какви договори во 4 очи се склучувале. Дали господинот Шапуриќ и Тевдовски се криви по тој критериум? Ветивте дека степенот на реализација на капитални расходи ќе го земете во предвид. Дали господинот Тевдовски и господинот Шапуриќ се криви за слабата реализација на капитални расходи? Не, господине Заев. Вие тргнавте со намера да направите поголема реконструкција, за жал не успеавте. Мојата лична проценка е дека со денешниот потек, односно потегот на минимално козметичко поместување во владата, покажувате политичка слабост во рамки на Социјалдемократскиот сојуз и во рамки на владечкото мнозинство, за да ги менаџирате, работите онака како што вие кажавте дека сакате. Нити им покажавте сериозна храброст внатре во СДСМ, да ги тргнете оние министри кои што се најмногу трн во очите на јавноста, уште помалку покажавте храброст према коалициониот партнер, каде што практично не само што нема ниту едно разрешување, туку и за министерот за кој што сите ќе се согласиме покаже најслаби резултати, има награда и посериозно министерство. Ако досега ве сметавме во политичките кругови дека сте премиер кој што има храброст да расчистува, после овој потек, господине Заев, сами проектирате огромна политичка слабост за менаџирање на состојбите внатре во својата партија и со коалициониот партнер. Тоа е прва работа. Втора работа. Околу вашата теза дека сте направиле храбри одлуки за Македонија да ги отпочне преговорите со ЕУ и со НАТО. За жал, Македонија не доби датум за јуни. Одговорно тврдам пред вас овдека и пред сите колеги дека во октомври месец шансите да добиеме датум секој ден се помали и помали. Денеска, според мене, тие не се поголеми од 20%. Тврдењето дека храбрите потези за смирување со соседите ни донесло членство во НАТО, да, господине Заев, но не сте доволно храбар. Знаете како веќе ќе бевме членки во НАТО? Ако дозволевме анексија на Бугарија или на Грција, врз Македонија. Така уште сега ќе бевме во НАТО. Уште сега ќе бевме во... Не може, господине Заев. Многу пати тука ви посочувавме дека договорот со Бугарија е асиметричен и со дозволата да се формира историска комисија ќе направите далекосежни декадни проблеми на Република Македонија. Сега почнуваме да го гледаме тоа. Денеска дури премиерот Бојко Борисов за Захариева да не зборуваме како да се наоѓа во средниот век. За Каракачанов не сакам да коментирам, за Ковачев не сакам да коментирам, за Џамбаски не сакам да коментирам. Господине Заев, ние заглавуваме со Бугарија, не решивте проблем. Привремено проблемот го ставивте под тепих. Допрва ќе имаме проблем со Република Бугарија, освен ако не сте спремни да признаете дека македонската нација е настаната на 2 август 1944, како што вели Џамбаски денеска во еден подрум во манастирот Прохор Пчински. Доколку не сте спремни да го признаете тоа, да знаете дека проблемите со Бугарија допрва ќе стануваат големи. Од друга страна, со договорот со Грција, многу пати сум кажал јавно, целта на договорот е позитивна. Содржината на договорот со Грција е многу штетна.
Тоа е единствен меѓудржавен договор во Европа, со која што две држави утврдуваат идентитет на своите граѓани. Ние, македонците, во Република Македонија, кога кажуваме македонци, ни ставате фуснота дека тоа е словенско потекло. А македонците во Егејска Македонија, кога кажуваат македонци, им ставаме фуснота дека тоа е дел од хеленската култура. Таков договор по својата структура и имплицитно наметнување на неслобода за изразување на идентитет во Европа, господине премиер, не постои. Но да продолжиме понатаму. Мене многу ме плашат вашите најави што имате намера да направите во следниот период заради стабилноста на државата. Сум ви кажал одговорница, понекогаш носите храбри одлуки. Сте имале такви примери, со начинот на кој што успеавте да ја срушите предходната влада, еве дури ако сакате и со овие два примери со Бугарија и со Грција, носите храбри одлуки. Но се плашам дека храброста понекогаш се граничи со, да не се изразам лошо, да не ме сватите погрешно, со хазардерство. Зошто го велам ова? Се извинувам ако овој збор го примате во негативен контекст. Господине Заев, реализацијата на капитални расходи во овој момент ви е 13,7%. Имате над 400 милиони евра во буџетот предвидени за реализација на капитални расходи. Што вели ова? Дека вашата влада не покажа капацитет за трошење на средствата кои што и онака државата ги има за капитални расходи. А вие одговорница најавувате дека ако треба за капитални расходи ќе земаме и нови заем. Господине Заев, прво што треба да направите е да дојдете на степен на реализација на капиталните расходи за кои што ќе речеме да, владата на среде 6 месеци потрошила 40-50% од капиталните расходи, да, вреди да влегуваме во нови заеми. Вие не ги трошите овие средства, а велите ќе земаме нови за капитал. Јас се сомневам дека мислите за капитал. Вие рековте ќе одите до 60% од бруто домашниот производ за долгот на Република Македонија. Знаете, почитувани пратеници, што значи тоа? Нови 1.580 милиони евра долгови. Е сега, нови 1.580 милиони евра долгови. До сега, оваа влада, предводена од господинот Зоран Заев, за 2 години, долгот во апсолутна бројка го има зголемено за 531 милион евра. Во исто време, кога нема 531 милион евра во апсолутна бројка, значи предходно Република Македонија должила 4 милиарди 711 милиони, сега во овој момент, господине Заев, Македонија должи 5 милиарди 242 милиони. Значи сте земале 531 милион нови долгови. Во момент кога овие 2 последни години се на најниско ниво на реализација на капитални расходи. Па Емил Димитриев беше премиер на техничка влада, во овој момент кога вие имате 13% реализација на капитални расходи, со техничка влада имавме 28% реализација. 2000 која година беше Емил Димитриев премиер. Значи, господине Заев, прво стегнете ги министрите што не ви ги реализираат капиталните расходи. Јас и вие сме имале дебата на оваа тема, сме разговарали по кулуарите во собрани. Не можете да земате нови пари, доколку парите кои што ги прибирате од граѓаните, не сте ги потрошиле. Непотребно е повеќе да размислувате за дислокација на средства за затварање на кафански сметки, како што направивме со еден закон за исплата на долгови на општините. Да, може да размислуваме за финансиска стабилизација на општините, но не на тој начин. Затоа, господине Заев, јас би ве замолил налетот на политиката, налетот на вашиот пиар, кој што морам да истакнам прилично лошо се снаоѓа, инаку никој не би дозволил да се споредувате со Черчил или со било кој таков лик во историјата и во политиката. Треба да го смените. Треба да стабилизирате состојбата во државата и во политичките односи, во односите помеѓу партиите, треба да ја стабилизирате состојбата и во очекувањата на испорачаните средства. Не е добро нити за вас, нити за граѓаните, нити за Република Македонија да најавувате многу работи кои што знаете дека не можете да ги реализирате. Премногу работи ветивте, господине Заев, што не ги реализиравте.
Ветивте студентски град дека ќе изградите, немате ни проект за таква работа. Ветивте, Мајнарит. Ви благодарам. мислат. Ветивте премногу работи, затоа јас би ве советувал на крај да направите подлабока реконструкција, да покажете дека Заев ги контролира политичките состојби барем во владеачкото мнозинство и да се посветите на реалните показатели. PR-от, рекламата и вадењето на бројките од контекст нема да ви донесат ништо добро после една година од денеска. Реплик.